Сопственоста се стекнува врз основа на правна работа, пример договор за купопродажба, наследување, закон или одлука на надлежен државен орган. Повеќе стамбените објекти се состојат од посебни делови, пример стан, заеднички делови, пример скали, лифт, ходници и така натаму, и посебни заеднички делови. Деловите од стамбената зграда, што се во функција на зградата како целина или само на некои нејзини делови, се користат како заедничка и неделива сопственост на сите сопственици на посебните делови, односно на сопствениците чии делови се во нивна функција. Заштитата на сопственоста може да се бара со тужба која се поднесува пред надлежен суд. Дополнително со тужба може да се бара судот да утврди кој е сопственик на конкретната ствар. Приватизацијата на градежното земјиште на кое е изградена зградата, односно на земјиштето кое е во рамки на парцелата на која е изградена зградата, се врши според правилата пропишани во Законот за приватизација на градежно земјиште. Градењето без почитување на законските правила за градба може да се пријави до градежните инспектори. Според Законот за градење, овластени за надзор над градењето на објекти за домување се градежните инспектори во општините. Градежниот инспектор има овластување да врши надзор во текот на изградбата на објектот, како и во случај на негова пренамена. Постапката за инспекцијски надзор ја покренува и води градежен инспектор по службена должност или по иницијатива на било кое лице. Градежниот инспектор има овластување со решение да му наложи на лицето кое гради градењето да го прекине, градбата, односно нејзин дел да ја отстрани и да го затвори градилиштето. Инспекторот може да ги изрече овие мерки доколку се исполнети условите утврдени во Законот за градење. Доколку градежниот инспектор од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам утврди дека градежниот инспектор од општината не ги врши своите надлежности како што е пропишано со законот, е должен да поднесе укажување за ваквата состојба до градоначалникот на општината. Доколку градежниот инспектор од општината не постапи согласно на укажувањата, градежниот инспектор од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам може по претходно спроведена постапка пред Министерството за животна средина и просторно планирање да ги превземе надлежностите на општинскиот градежен инспектор.